Добар ден и добре дојдовте. Ова е новото издание на Fairplay и се надевам дека имате едно убаво неделно попладне и дека ќе бидете заедно со нас, затоа што и денеска имаме нови спортски теми. А искрено радосна сум што ја кажувам оваа најава, бидејќи сега на стартот ќе ве потсетам на еден блескав момент за македонскиот фудбал, кој што се случи во далечната 2002 година. Тогаш македонската фудбалска репрезентација гостуваше во Англија. Земјата која што за нас тогаш имаше чудни коментари, дури и надписи во медиумите од типот која е таа Македонија, не можеме да ја најдеме на мапата, нека дојдат фудбалерите на оваа земја, без проблем ќе прославиме против нив и така натаму и така натаму. Но кога стартуваше мечот во Саутемптон, нештото се променија заради тоа што Македонија го отвори резултатот, а верувам ќе се сетите на тој блескав гол од корнер кој што го постигна една од иконите на македонскиот фудбал, човекот кој што е вечерашен мој гостин. Тој е еден од најдобрите фудбалери и репрезентативци кои досега ги имала Македонија. Неговиот шут беше страф и трепет за сите противници, дури и за најсилните репрезентации во светот. За секогаш ќе го паметат Дейвид Симан, Бекам и нивната дружина, откако останаа неми на неговиот спектакуларен гол од корнер, еден од највпечатливите погодоци во македонската репрезентативна историја. Беше омилен кај комитите, но и пошироката јавност, која уживаше да ја гледа неговата атрактивна игра на градски. Гостин во Fairplay со Јана е Артим Шакири. Веројатно, секое време си носи своји звезди, но како и да е, мојот денешен гостин е човек за кој што ќе зборуваат, се надевам, уште многу нови генерации, бидејќи остави како голема трага додека траеше неговата кариера на играч во македонската фудбалска репрезентација, имаше интернационална кариера, а сега во последните години работи и како тренер. На моја голема чест и задоволство, гостин во Fairplay е господинот Артим Шакири. Артим, добре дојдовте. Се радуваме многу што конечно успеавме да ја оствариме оваа средба овде. Сместете се удобно. Благодарам. Вие дојдовте од Струга, каде што сега одново поминувате малку повеќе време. Па какво е вашето секојдневие во моментов? Точно. Значи, тоа е во Струга кај што фамилиарно сме сместени таму и живееме таму. Со работа одиме. Значи, кај што работуваме таму, веќе ќе се сместам до тој период кога ќе бидам. Така да нон-стоп сме во движење, во очекување, секогаш околу спортот, околу фудбалот. Да, спортот ве носи на различни страни од светот, но вашиот последен ангажман беше како тренер на Шкендија. Нешто за кое што сакам да ви честитам, затоа што се надевам љубителите на фудбалот ќе се согласат, Шкендија доби едно поинакво, во позитивна смисла, светло и бележеше успешни настапи на меѓународна сцена. Зошто и како заврши таа приказна? Прво, благодарам за честитките, за убавите збори, што стварно направивме една екипа, повеќе од домашно првенство. Екипа која што како прво јас отидов како спортски директор во Шкендија. По измена околу тренерската функција, разговор со претседателот и најдобра опција, варијанта и најбезболна и брза беше да ја да ги прифатам двете функции да ги работам. И така беше, додека најдеме нов тренер. Но пешатливо беше кај многу експерти на фудбалот од странство, дека кои што ја знаат Шкендија и македонски фудбал, имат познавање на македонски фудбал, дека беа многу и пријатно изненадени со начинот, со пристапот на играчите и играта кој што ние покажавме на тие натпревари. Не случајно беше дека против еден АИК, не сакам да споминам цифри за буџет, но со еден стадион кој што е целиот покриен и вредноста е 300 милиони евра. Значи може да замислите колку е буџетот на клубот годишно. Ние им покажавме и бевме и подобри од нив. Значи од 26 секунда ние водевме 1-0, имавме шанси за поголем резултат. Но фудбалот е тоа. Знаевме што бараме, знаевме да играме, знаевме дека ако не играме, ако не напаѓаме, нема да направиме резултат.
Значи тоа го бараха во сите надпревари, од првиот до последниот. Пред неколку дена слушнав еден познат, иако кошаркарски тренер, кој даде една ваква изјава. Вели, кога тимот победува, заслугата оди кај играчите, меѓутоа кога тимот губи, тогаш е виновен тренерот. Се согласувате или не? Се согласувам, тоа е точно. И јас така би прифатил. И многу мои колеги што ги знам и бивши тренери што сум ги имал, исто да го мислат и го прифаќат тоа дека секогаш на победа играчите се заслужни. На пораз на мета е тренерот. А можете ли да се сетите како вие се чувствувавте кога за прв пат во животот добивте повик да бидете еден од нашите репрезентативци? Ако не грешам, 96-та година или грешка? Прв пат беше 93-та. 93-та. Млада репрезентација. Игравме во Кавадарци со Естонија, каде што победивме 7-0. Бев асистент на 3 гола и еден погодок. Мој прв надпревар. Многу бев среќен, радостен, дека на таков официјален, пријателски, али сепак меѓународен надпревар, таков резултат остваривме и радоста беше голема и кај играчите и управата и стручен штаб, што ние бевме прва генерација млада после поделба на Југославија. Голем дел од таа генерација се префрли после во 96-та, кај што прв надпревар ми беше против Бугарија. Но загубивте тогаш, нели? Да. Значи тој беше пријателски надпревар, официјален и после тоа се случи ние патувавме за Исланд одма. Да. Таму кај што водевме и на крај нерешено завршивме. Спектакуларниот гол од корнер, со кој што и ве најавив, е еден таков блесок, да речам, кој што нема да го заборавиме. Се надевам и следните генерации ќе го имаат како пример, затоа што меѓу другото е пример за една голема храброст, од друга страна и способност да се направи нешто такво. Велат дека јунаците се познаваат кога е најтешко. Вие во ниту еден момент не почувствувавте страф или сомнеш дека тогаш ќе се избрукате, ја видовте во старт топката во гол? Што ви поминуваше низ главата? Верувам дека се сеќавате на тоа чувство. Значи, прва работа е што играч не смее да влезе со страф во надпревар. Значи, ако влегуваш со страф на утакмица, веќе си изгубен. Ние немавме што да изгубиме на тој надпревар. Значи, бевме екипа мешани со млади и искусни играчи. Значи, беа некои играчи кој Горан Пандев тоа време веќе 19 години, он тогаш почна во репрезентација и се сеќавам дека влезе последните 10-15 минути второ полувреме влезе. Така имаше комбинација бившиот селектор тогаш Џиџи Илиевски, значи на некои разговори што имавме со него и пред тоа, дека он вика, сакам играчи кои што ќе трчат. Значи тие се помладите играчи кои што може да трчат. И вика за финализација, за завршница, вика сте вие поискусните кај што со ваше искуство ќе добиеме нешто. Патувавме за Англија, таму некако сите мисле дека подценувачки не гледа, вика од кај сте, кај се наоѓа, тие муабети што тоа така малку ве нервираше, ви нормално дека тоа не звучи убаво, дека и ние ептен бевме мирни во таа работа, дека немавме шанси да се пласираме, но немаме ништо да изгубиме, слободно, едноставно можеме да играме добар фудбал, покажеме дека
не сме репрезентација за фрлање, дека треба да се има почит и респект кон Македонија и кон нас. А толку големи звезди имаше и во нивните редови? Значи, толку големи звезди што денеска ги нема Англија. Значи, во тоа време имаше многу поголеми звезди во сите репрезентации него денеска во денешниот фудбал што е. Точно така. Значи некои провокативни работи што ни ги правеа, публикава таму дека ќе ни дадат 5 комада, 5 гола. Па имаше закаснување кај што колона наместо полицијата да чисти, се блокада имаше таму и да, вие тешко стигнавте до стадионот, да. Да, и во разговор со водачот на патот викам ова ќе ви кошта, викам многу. Ќе биде наплатено. Како? Викам после утакмица, викам ќе си правиме мој пак. Sidlowski up for the corner. Oh, it's gone straight in. Number 10, Shaqiri, has scored for Macedonia direct from a corner, and where was David Seaman on that? Well, people are going to look again, aren't they? Being caught out of the back post, that is quite unbelievable. It has to be a goalkeeper's ball, but he got stranded in the middle, started to come, couldn't backpedal. Oh dear. You don't enjoy saying it, but it's shades of Ronaldinho, isn't it? Реков, окей, секој случај, прв корнер ќе пробам директно в гол. Шутирам. Ќе шутирам, па сега никој не може да каже сигурно дека ако шутирам ќе дам. Да. Иако мене ова ми беше трет гол. Трет гол, тоа сакав да кажам, еден гол во младински категории, така, официјален надпревар? Еден гол сум дал во втора лига, кога во Караарман, во Делчево. Втор гол ми е против Скопје. Вардар, Скопје. Дресот на Вардар, да, тоа на градски. Да. И трет беше овој. Така да... Сите три добри сценарија, бидејќи го споменуваме Вардар, сакам да погледнеме една фотографија. Ја подготвивме за вие да ми кажете кои се личностите со вас на неа и да се потсетите малку на тие времиња. Се надевам дека ја имаме и дека може да ја погледнеме, ќе ја прокоментираме, затоа што верувам дека сепак убави времиња беа и тие, како велат вас и комитите ве сакаат, нема да ве заборават. Многу убави времиња. Да. Ева фотографијата, може да ја погледнете. Значи, кога и каде беше ова? Ова е првиот куп го освоивме. Куп на Македонија. Значи, горе е спортскиот директор Драган Томовски. Десно е Джезе Шејновски, кој веќе е во Данска живее. Лево е Гајур Садики, тој е во Шведска. Ви буди предпоставам убави спомени кога ќе видите. Нормално, тоа во сеќавање никош не се заборава. Уште неколку фотографии ќе погледнеме на кои што сте вие и звучни познати имиња од светот на фудбалот. Потсетете ме, на тоа морам да признам и мојот колега Бранко ме потсети и ми помогна. Игравте своевремено на надпревари кои што има хуманитарен така карактер. Бевте повикан таму рамо до рамо со најголемите звезди на светскиот фудбал. Такви утакмици сум играл 3 пати, на 3 утакмици. Првата беше во Абу Даби, 3 јануар 2003. Значи, после надпреварот во Шпанија што игравме репрезентација таму со Бастија, требаше се вратам назад, другиот ден да патувам за Емирати, затоа што мораше да бидам таму порано. И се погоди нова година да бидам во Абу Даби, со друштво да славиме, па да се спремаме за надпреварот, кај што се играше тим на Звезди против Јувентус. Во тим на Звезди имаше еден од Арапски Емирати, еден играч кој се опростуваше од фудбалот и принцот тоа го спрема. Во тим на светот, значи можам да кажам дека 2-3 големи звезди, да не ги спомнам сите, но еден од нив беше Батистута, Пепе Синьори, бившиот на Лацио. Вториот надпревар се случи во Дизелдорф. Тоа беше Роналдо со пријателите и Зидан со пријателите. Го имаше на фотографиите. Да. И ја бев во екипата на Зидан. Да. Тоа е успехот на некој начин што рамо до рамо сте биле проценет како некој кој заслужува да биде со нив. Третиот надпревар беше во Португалија. Во Португалија? Значи тоа беше Луис Фиго фондација. И тој надпревар бев присутен и играв. Така да тие се незаборавни моменти.
До ден денес со кој од репрезентативците останавте најдобар пријател? Има некој со кој интензивно комуницирате, знаете да се слушнете, да си честитате на успесите? Не можам да кажам со сите, но значи имам некој Саша Чирич, Шејновски, Јане Николовски тука. Некои други што сме тука близко, бивши репрезентативци, Зоран Јовановски. Значи тие што беа во таа генерација што бевме заедно. Во текот на кариерата имавте една голема привилегија меѓу другото, да бидете соиграч со различни типови на луѓе и фудбалери, но и да учите од голем број стратези. Има некој со кој што имавте посебна конекција или некој кој што најмногу ве научил за фудбалот, но и за животот, како да се биде джентлмен, а не само фудбалер? Секој ден од секого се учи. Човек никогаш не треба да каже дека се научив. Секој ново утро, секој нов ден е ново учење. Јас прв пат кога отидов во Шведска, значи научив од тогашниот тренер таму работи, кај што вика дека баш тоа што ви рекол, дека секој ден треба ново учење. И вика, ако те земавме, вика, зашто си 5 пати подобар од мојот. Но не треба да значи дека ако ова ти го кажувам и утре веќе ти да стагнираш, да бидеш на тоа. Значи треба секој ден да докажеш. Од секој тренер ќе научиш нешто. Од секоја земја има нова култура, нивна култура се научи. Значи да не зборуваме тука кои што ни беа бивши тренери во Македонија, Ѓоко Хаџиевски, Джиджи, Никола Илиевски, да, селектори или тренери, Ѓоре Јовановски, кој што ми бил помошник кога бев јас во Вадар едно време, и други тренери, што ги има многу. Што ќе кажете за нашиот актуелен национален состав? Би издвоили ли некое име или некој фудбалер кој што ви остава најголем впечаток во целост? Значи во моментов на последниот надпревар на репрезентација што гледавме против Бугарија на градски, се виде дека фали Адеми во средина, кој што е мотор на екипа. Значи, цела игра оди преку него или пак он диригира во играта. Сега тука на тој надпревар нас не фалеше, тој мислам дека клучна беше Аријан Адеми. Да. Добрата одбрана започнува од напаѓачите, а не од последниот дефанзивен ред. Би разложете ми го ова зошто? Значи, тоа практикувавме веќе во Шкендија почнавме. Значи, пресинг игра да се браниме со нападот. Затоа што одбраната, ако дојде топка до одбрана да се брани, веќе касно е. Значи, затоа треба да се браниме таму. Затоа викаме најдобра одбрана е нападот. Значи, прво треба нападот да трне во одбрана, да се брани, да притиска, да земе топка и веќе чим се зема топка, тука се бараме одма да постигнеме гол. Да биде многу полесно за одбраната, кај што е и голманот да биде покомотен. Еве фудбалски лекции од најдобриот да слушнеме, ми се допаѓа тоа. Каков тренер сте, не ве прашав, дали сте строг, дали сте тренер кој сака дистанца со играчите или сте некој кој сака да е близок со нив и да ги знае сите нивни работи, состојби, па да може да ги менаџира? Значи, ниеден тренер не е и секој си сака нешто свое. Јас сакам дисциплина, сакам ред да има во клубот, во екипа, но во приватниот живот играчите треба да се свесни сами тоа каде им е дозволено и што може да прават. Значи не може да се понашат така како што они сака дека ќе одам да се напијам, ваму ќе шетам цела ноќ по кафичи, сепак тоа не е дозволено.
Но јас не можам да му кажам во приватниот живот да се мешам кај играчи, да прави ова, прави тоа. Не, тоа никако. Кога се работи на тренинг, да, дисциплина, сакам една работа кога ќе почне да работиме, сакам максимално концентрирано. Има време за мала пауза, малку дружење, малку забава, да биде тоа со смеење, со дружење, со, како ти кажам, да не биде дека тие се роботи, па само да ја завршат работата и да си бегат дома. Не. Значи, играч кога ќе дојде на тренинг треба едва и да чека да дојде на тренинг. Значи, да го сака тренингот за да дојде да тренира. Значи, мора да се чувствува комотен, убаво и да може да работиме тоа. Сакам да играчите да се дружат повеќе, затоа што секогаш сум ги рачунал како една фамилија да се осеќат. Да го поздравиме уште еднаш Артим Шакири. Ајде сите заедно, Артим Шакири. Вие не сте единствениот. Таков пример беше и Горан Пандев, кога ја завршивте својата репрезентативна кариера, која што беше блескава и која што донесе многу голови и радости на цела Македонија. Не бевте соодветно испратен и немавте соодветно збогување со вашата публика, за која секогаш потенцирате дека најмногу ја сакате публиката на Градски. До ден денес имате некакво мислење за оваа тема? Сметате дека тоа се случило намерно? Вие тешко што тогаш во таа година против Шпанија не добивте минутажа за да добиете и соодветен аплауз или? Значи, тоа е 2009. 2009 година. Почна веќе малце да се јежем од тоа колку се сетам, затоа што во разговор со тогашниот председател и селектор, значи јас сум го кажал нон-стоп секојаш кога било прашање овој мовет, кога ме прашале, јас сум го кажал и вистината е тоа, да, дека ако не се лажам, повеќе од месец дена имаше пауза до надпреварот со Шпанија. Значи негде во јуни почнавме тој муабет, надпреварот дали 9 или 15 август беше така, не се сеќавам точно, кога веќе се пушташе и градски стадион после градење. Да, отворањето било. Да. Свечено. Разговаравме со председателот Харалампија, тогашниот, за можно опроштување од репрезентација и со тогашниот селектор, кај што јас не би сакал да му спомнам име него, зашто за мене не е ништо. Дека дали има можност, сакам да се опростам од репрезентација, дали има можност овој надпревар да тоа го направиме. И со другите разговаравме, да размислиме, да видиме до кај можеме. Океј, пак се слушна последно време, супер идеја е, може тоа да направиме, без никаков проблем, ќе дојде времето, ќе се организираме. И така оставивме, значи се договориме се како треба. Доаѓа време на утакмица, недела дена пред утакмица, обично така се собира играчите, јас немав никаков позив пред тоа. И очекував да се јавува за да кажат кога би се собриле со играчите, да бидеме заедно, како треба, зашто така и било и порано, дека се играло, дали 10 минути, 15 минути. Неколку минути, да? Да, се опростува и тоа се завршува. А ја бев во играчка форма уште тоа време. Петок ми се јавуваат, а утакмица во среда. Дека треба да се појавувам во среда, директно на надпреварот, пред да почне надпреварот, ќе ми дадат плаката или поклон, не знам што, и ќе шутнам топка, па после ќе се поздрав со публика и реков. Значи да не добиете минутажа, да. практично. А веќе бевме договорени да добијам минутажа. Значи 5 минути, рекам, зашто јас да шутнам топка од средина ако не играм? Ниту сум некој актер, ниту сум некој пејач, без навреда, но... Да, вашата улога таму е поинаква, да. Вие сте играчи. Значи, не знам зашто. Така е одлучено. Кој е одлучил? Па председателот и селекторот.
И окей, и јас на телефон со двајца веќе разговарав. Едниот вика, па знаеш селекторот, другиот вика, па УЕФА не ми дозволува, немаме право. Шпанците има 7-8 замени. А нашиот вика 6. Во тие 6 не можев пак ја да се најдам. Значи тоа ептен беше глупо. Значи тука има некоја позадина што јас не би сакал многу да зборам околу тоа. И така се случи денот на преварот, јас се појавив таму. Со играчи се поздравив. Тогаш публика навивачи, тие верни навивачи што беа на Вардар, со кого уште денес контактирам, да, таа стара гарда. Верувам дека сте си гледали сликите веќе како ме пречека, како ме држа. Значи, стварно тоа е за не заборав, тоа е за паметен цел живот. Цел терен да ме носеа и јас си гледав уште малку утакмица после тоа и не може веќе да седам и си заминав. Си заминав. Значи, после тоа рекоа дека нема да прават такви работи да организираат, само ќе си дадат поклони. Никој не е од играч, никој не е за таков поклон. Треба само поштовање, треба за тоа што сме дали за оваа репрезентација. Да. Но тоа што е, сега јас не можам да се мешам затоа што ниту сум таму, ништо, едноставно јас сум тренер сега и си барам мојата работа да терам понатаму. Во моментов немате работа како тренер, што се случува со вашата приватност? Како вашето семејство сите овие години се носеше со кариерата? Успева ли да балансираат? Многу патувања, многу обврски, професија која е јавна? Точно е, многу патување, големи обврски. Тоа е колку е убаво, толку и лошо. Малтретирање за фамилијата, затоа што нон-стоп сме во движење, по карантини. Доаѓаш дома, па бараме одмор, деца кој дете сака да играат, па и тоа треба да се види. Внимание бара. Да, нормално е тоа. Сепак треба фамилијата да е задоволна, треба да има атмосфера во фамилија, не само во екипа, во клубот. Веќе сега се справуваме, што кажа дека керката е на факултет. Да, вашата керка е во Англија и живее во Англија. Да, 19 години. И ја останавме сега двајцата сами сме тука. Во моментов чекам да се случи нешто за надвор со клуб. Така да ќе се фатат пак мојата работа, професија. Може би вие во Англија, заради тоа што верувам дека таму се уште се паметат. Нема да кажам не. Нешто се, да не кажам се шушка, нешто се зборува. Не сум многу оптимист поради овие работи околу работни дозволи, че тоа имаме најголем проблем со македонски пасош. Секогаш за нас е најтешко? Многу тешко. А имиджот? Многу тешко. Фактот, пример, дека доаѓате од македонска фудбалска лига? Многу е тешко, затоа што ако гледаме фудбалска лига, тогаш ние сме последни на ранг листа, нема ништо. Таму си има некои закони околу репрезентација што треба да биде рангирана, но тие веќе се изгледани од Европска унија, уште потешко е сега за нас за да влеземе таму. Значи тоа е голем проблем. Никогаш не губам надеж. Кажав дека има некои муабети за таква позиција тренер во Championship, но тоа ми е малку со резерва. Гледам на други страни кај што може полесно се влезе, кај што нема такви барања таму. Оставаме времето да покаже. Сте размислували ли за тоа дали некогаш би сакале да бидете селектор на македонска фудбалска репрезентација? Значи нема тренер кој не би сакал да биде селектор. И јас ова работа сум ја разговарал уште од 2010-2011, кога јас се откажав од фудбалот, кога се очекуваше да има промени во таа позиција. Разговарав со тогашниот претседател дека јас сум еден од кандидатите за таа функција, која што би сакал како помошници да ги земам све бивши репрезентативци кои сме играли заедно, да ја водиме репрезентација. Како што беше една Германија со Клинсман, како што беше една Хрватска.
Така. Зашто да не и во Македонија? Мислам дека тоа треба и уште постои таква варијанта за тоа може да се направи. Да. Сега во моментов Македонија има селектор. Така. Посакувам успех, се надеваме на позитивни резултати и пласман. Ќе бодриме. Во иднина никош не се знае што е како. Значи можеби сепак сте расположена кој има соодветни услови, вие тука сме отворени за таа работа, но кажа дека во моментов репрезентација има селектор, така да јам посакувам успех и да ја гледаме на европско првенство. Сите навиваме за Македонија. Брзо ми истекува времето, но ќе го заокружиме разговорот со она кое што сите го очекуваме во невообичаен дел од годината. Овој пат во зимските месеци ќе уживаме во фудбал и во надпреварите од светското фудбалско првенство. Имате некаков фаворит, ќе прогнозирате кој би можел да ја земе титулата? Добро, фаворит јас сум бил секогаш за Англија. Да, англичаните. Иако противници е најлесно од една страна, но од друга страна и навивате за нив. Навивам за нив зашто сакам англичаните да освојат светско, затоа што фудбалот од таму излегува. И сега толку инвестиции, толку вложување во фудбалот не успеваат да направат таков резултат. А тоа е све поради тоа што они земат најдобрите играчи низ светот ги земат таму и веќе нивните играчи, нивните деца не може да излегуваат во површина за да може да покажат дека тоа што го знаат. Затоа не може, многу малци има во Челси, многу малци има во Ливерпул, малку играчи има во Тотенхем, во Манчестер. Све се странци, најдобрите играчи се странци и нивните играчи веќе не излегуваат во површина да кажат дека се сега главни па со нив одиме. Да се надеваме дека тоа ќе се случи, иако има многу јаки репрезентации сега. Бразил, Аргентина, Шпанија, Франција, Германија. Тие се главни фаворити што... Како и секој пат, впрочем. Нормално, така е. Да се надеваме дека ќе се повтори истото кој што беше овде во кај нас Лига на нација, кај што Македонија на полесен начин се пласира на европско, па да можеме и ние таму да се пласираме на светско, на таков начин ќе биде супер, но? Да. Да се надеваме на добро. Се надевам, искрено се радувам што успеавме конечно да се видиме и тет-а-тет, што во овој период додека сте тука и немате ангажмани, одвоивте време да дојдете и да ми бидете гостин. Ви посакувам добро здравје и среќа во што и во иднина да работите, па да се видиме во нови убави прилики. Обавезно. Благодарам. Благодарам многу. Денеска со нас во Ферплей беше Артим Шакири, едно од најзвучните имиња на македонскиот фудбал. Се надевам дека уживавте и верувам дека доколку беше така, вие следниот викенд, односно следната недела во 16:15 ќе бидете со нас на Телма. Следете и натаму нашата програма.